видео го посветувам на сите активисти за спасување на кучињата и би сакал преку ова видео да апелирам до сите да дадам малце светло на тие надчовечки напори што ги прави еден активист во нашава држава. Ова видео не е за секој, зборувам за тема која што не е за секој едноставно, така да ве молам, доколку немате чувства и не ја разбирате оваа тематика, ве разбирам, значи окей се. Живи и здрави сите, тоа е. Меѓутоа тоа ми е темата на ова видео и го снимам ова видео за моето кутре Сила, кој што беше ударено од кола и кој што моментално е во агонија и се мачи. Јас живеам тука во близината, после градот Велес, во близината на мојот имот. Таму горе некаде има пат по кој што луѓето возат како да се на писта. Ја знаеме сите нашата свест каква е. Ова е пат кој што го поврзува Велес со околните села, Чашка, Богомила, Извор, Лисиче. Има многу села и овој пат е, можам да кажам, доста фреквентен во последните години. Така да се случи тоа што случи, кола ја удри Сила и сега јас сум оставен со последиците од таа собраќајка, затоа што човекот што го удри кутрето си продолжи да вози како ништо не се случи. Ја бев во шок и не можев да ги видам таблиците и колата, не знам, нека беше само црна толку од тој момент. И тоа е тоа, и сега остануваат последиците со кои што треба јас да се соочувам како чувар и на ова кутре. Па така тука почиња мојата приказна. Кутрето има очигледно голема скршеница, јас го однесов на ветеринар одма. Меѓутоа се покажа дека треба снимање за кутрето, а веќе беше касно во денот и снимање за кутрето може да се направи само во Скопје. И морам да го носам во Скопје на снимање, а јас немам кола и треба да се снајдам за превоз. Како што знаете, во нашата држава, за жал тоа е уште еден голем проблем, ние не можеме да се возиме со нашите миленичиња во јавен превоз. Значи тоа треба да се тргне, значи ти за да чуваш кучи и да лечиш во оваа држава мора да си многу богат. Како и за се друго, ова станува држава на луѓе кои што се милионери. Не би сакал да критикувам, нели, секој народ си има свој развој и се е за добро. На крајот од денот, меѓутоа, моментално за да лечиш ти куче треба да си многу богат, треба да имаш кола, треба да имаш финансии во секое време, треба да имаш време слободно и така натаму, и така натаму. И така, за тоа го снимам видеото, да ви посочам тој аспект од нашето живење преку мојата приказна за Сила. Сила е моето кутре кој што многу си го сакам. За жал, после собраќајка, тоа е во агонија моментално, го боли ногата, квичи. И се надевам дека ќе биде добро. А моментално тука да го види кутрето беше ветеринарот Велес Сашко, кој што веднаш реагираше и дојде. Му даде инекција за смирување и констатацијата е исто таа дека треба да се носи во Скопје, најверојатно се прави операција. И сега, следно што можам јас да направам како човек кој што не е милионер, нема собствена кола, ги користам социјалните медиуми за да побарам помош, потокму тоа го направи, пишав статус. Статусот ми е: итно ми треба превоз од Велес до Скопје, да однесеме кутре на снимање, кој ми го удри кола, сите трошоци ќе бидат покриени. Ова го објавив со бајлината, меѓутоа напред-назад некако помина некое време, испадна дека јас дека едноставно треба време и за тоа да се најде превоз,
а не дека немаше реакции. Напротив, статусот, иако не отиде вирален, имаше 62, моментално има 62 лајка, 10 коментари, 20 споделувања. Сепак многу луѓе се понудија за помош. Иако не ни се оди бавно, сепак луѓето си имаат работа додека дојдат, додека видат статус, додека пишат, додека се договориме. Мине време, за жал тоа е тоа. Меѓутоа, сепак ме контактираа многу луѓе, се понудија за превоз, Кире се понуди, дури има само кола, ја даде и колата. Мислам дека нема положено, дечкото е многу млад, но ја понуди колата. Горан се јави исто за превоз. Имав неколку коментари кои што прашуваа за превоз, Раде е тука, меѓутоа сепак се најде превоз, тоа сакам да кажам, и моментално чекам да дојде тој превоз, да дојде Гере од Скопје, да го носиме куќето на снимање и на операција, па да се надеваме дека се ќе биде добро. И пак да кажам, ова видео го снимам за да добиете малце увид во тоа со што се сочува еден просечен активист, да кажам. Јас не сум ни некој голем активист, немам шелтер за кучиња како луѓето околу мене. Например, тука има дечко Виктор со, не знам, 50 на кучиња, има шелтер исто во Велес со можеби над 100 на кутриња. Не знам кои луѓе се сеа таму, меѓутоа, ако јас се сочувам со ова, можете да замислите со што се сочуваат они. Токму тука сакам да дадам малку светло и да споделам и оваа приказна која што за жал не е толку добра, не е толку позитивна, но се надевам на позитивно решение и на подигање на свеста едноставно. Значи, да продолжим со приказната за сила, успеавме некако да најдам превоз, се јави Гере од Скопје кој што ми помогна да однесеме за Скопје и цел ден акавме по ветеринари, ја снимавме, па испадна дека има скршеница, нели, дека мора да се прави итна операција и оставивме во ветеринарна станица и утре ќе ја оперираат. Јас останав да спием тука затоа што веќе беше касно, спием кај Гере во канцеларија. Тука сум, има и кревета, ама јас сум, ми е поубаво на земја, па тоа е тоа, затоа сум на земја, мислите дека човекот ме остави да спием на земја, има во другата соба кревет, има услови за спиење, меѓутоа јас сум тоа е тоа. Тоа го објаснам и се молам дека утре ќе станам, ќе шетам низ Скопје, ќе го чекам исходот од операцијата, ја зимам сила и се враќам назад. Тоа е тоа. Тоа се случува, ете да ви известам. Не сум спиен, вчера не спиев цела вечер, затоа што сила беше у агонија, викаше цела вечер, тоа беше хорор, дури капилари ми се испукани. Дали од нервоза, дали од неспиење, не знам, меѓутоа тоа е, значи, кај е танко, таму се кине. Сепак испадна на добро работата, сила ја оставивме во ветеринарна станица, да резумирам. Утре ќе ја прават операција, ќе ставаат штрафови и се надевам на најдобро. Сепак работата испадна на добро, оставив број за донации да се покрие операцијата, затоа што, како знаете, е прилично скапо, тоа оди на социјалните мрежи дека снимам ова видео и веќе има голем интерес, значи ви благодарам од срце. Луѓе ми пишуваат пораки, ми прашуваат, се интересираат и
и да не се соберат парите, сето тоа дека не си сам ти дава некоја сила. И тоа ви благодарам за тој интерес и ништо, легнувам јас да спијам, ако можам да заспијам и утре одам по сила, жива, здрава и ја носиме назад во селцето. Ете, легнувам и се гледам утре, ќе ви снимам секако што ќе се случи до крај. Тоа е добра ноќ, ќе се гледам. Ајде, брат ми. Ајде, брози. Ајде. Како денот, како беше? Многу добро, напорно, ама сега се радувам за ова што следи, да знаеш. Да. Ти возбуден си? Па не знам, чак некако сум понака. Или замислен. Не изморен сум, оти 2 дани не сум спиен и не можам да си ги средам мислите. Ама да, убаво е. Супер е. Битно поминала супер операцијата. Да, супер Така? поминала, супер поминала. Тоа е најбитно. Си лежи, ете некој слика испрати. Да, ја видов, Симона ми ја прати, да. Си лежи, си одмара и... Баш убаво, да. Убаво, Ајде. се е најдобро, ја мислам, да, баш испрати. Ајде, одиме. Одиме. Иде силата. Незадржлива сила. Душа. Срце. Види го. Сила. Кај си ти? Плачеше ме, види го сака. Стварно. Цика. Сила. Како трансформер. Душа. Ке пројде, све ке пројде. Не сега, треба. Ајде, домче. Од друга страна, брат. Како да легнам? Па треба фактички на бутовите задни да легне за да ја испружи ногата. Така некако, да. Ајде сега. Не, полека, тоа треба да пази го, ти е нежно сега, сила. Да мо... Сила! Кај си? Видам, нетна. Еве сме, ние дома, а ви благодарам на сите што пишавте. Еве Сила, си стаса дома. Не знам, благодарен сум ви на сите што помогнавте, што прашувате, што пишувате. Значи, приказната е многу убава, инспиративна, позитивна и не сплоти. Значи, едно куче не сплоти сите нас. Значи, сепак не сме толку различни. Затоа ви благодарам од срце и од името на Сила. И сега е дома, операцијата е успешна. Треба да се следи операцијата, да прима терапијата и да се пази да не ги измести шипчињата сега за сега, вие 2 недели ќе нема спиење, ама тоа она е добро, тоа е најважно и ви благодарам од срце и ви праќам многу љубов